Попладне е во Павлоград, во источна Украина. Во транзитниот центар за евакуација пристигнуваат автобуси. Вам с той стороны помогать чи нет? Сам? Центарот е првата релативно мирна станица за луѓето што ги напуштаат областите на фронталната линија, главно во регионот на Донецк. Мнозинството се постари лица со ограничена подвижност. Светлана дојде од Краматорск. Гласот на Америка се согласи да не ги објави презимињата од безбедносни причини. Конечно, ја как говорят, што мај месец уже закончится војна. Се надевам дека ќе се вратам. Тие рекоа дека војната ќе заврши во мај. Но сега болна сум и нема кој да помогне. Сите 90 станови во мојата зграда се празни. Сите се надвор. Во транзитниот центар работат десетина добротворни организации. Це гуманітарна допомога юридична. Обезбедуваме хуманитарна, правна, психолошка помош, помош со логистика со преселување. Значи, ова е сеопфатен пристап. Богдан Захорулко работи за добротворната фондација Исток СОС. Тој вели дека групата евакуирала 88.000 луѓе од почетокот на инвазијата. Саме тут, у Павлограді, транзитний пункт. Во Павловград, транзитниот центар работи од август 2024. Првично работевме во Порковск, но откако ситуацијата тамо се влоши, се преселивме во Павловград. По регистрирањето на евакуираните, волонтерите ги прегледуваат документите и можноста за престојувалиште пред да одредат каква помош им е потребна. Вологи серветочки. Им даваме ваков ранец за основни потреби. Влажни марамчиња, паста за заби, конец, антисептик. Кога излегувате од борбена зона, не размислувате за такви работи. Во меѓувреме, психолози работат во близина. Дуже часто вони в розгубленому стані. Луѓето многу често се збунети. Некои плачат, лути се. Јас разговарам со нив, ги смирувам, ги задоволувам нивните основни потреби. Вода за пиење, миење раце. Понекогаш луѓето го немале ни тоа. Некои остануваат во центарот неколку дена, додека волонтерите им наоѓаат место за престој и бараат роднини. Володимир и неговиот слеп татко се тука веќе 5 дена. Думали не зајдут село. Мислев дека русите нема да стигнат до селото, но кога бев на периферијата на градот, истрчавме во соседното село, потоа се јавивме на телефонската линија за евакуација. Повеќето евакуирани одат од транзитниот центар за да бидат кај роднините на друго место во Украина. Центарот вели дека 10 до 15% немаат каде да одат и тогаш државната програма за преселување помага. Од Павлоград секој ден се обраќа воз за евакуација. Наш фонд також займається розміщенням. Нашата фондација им помага и на лицата со ограничена подвижност, на кои им е потребна стационарна нега. За жал, ситуацијата во Украина сега е критична. Финансирањето за гериатриски институции значително се намалува. Захорулко вели дека минатото лето понекогаш околу 100 луѓе оделени из центарот секој ден. Сега бројките се намалени, но волонтерите се подготвени за евентуален нов бран. Во меѓувреме, во доцните вечерни часови доаѓа нов автобус од Покровск. Пристигнуваат Лилија и незиниот 3-неделен син. Волонтерите велат дека детето е едно од најмладите што ги виделе овде.